Почитувани, очајните пресови, полни со лаги и дискриминации, се должат на хаосот и распадот во ВМРО ДПМН. Лицемерието со кое се појавува во јавност, криминалната ДПМН се гледа преку односот на нивната советничка група, која што не учествува на седниците на Советот, а за тоа се платени со пари од граѓаните на општина Прилеп. Советниците на ДПМН се дрзнаа дури да ја напуштат и седницата на која се одлучуваше за помош на децата со церебрална парализа од Прилеп. Тоа е лажната грижа на ДПМН за проблемите на граѓаните. Лажната грижа на ДПМН се виде и преку нивниот однос спрема фудбалската гордост на прилепчани, фудбалскиот клуб Победа. Клубот го уништи партискиот послушник на ДПМН Гоце Ингилизов, кој што со непаричен влог од 5000 евра стана газда на Прилепска Победа и сега го напушти клубот и го остави во милионски долгови. Криминалната ДПМН нема образ да зборува ниту за нашите сограѓани од ромската популација. 12 години ДПМН и Маријан Ристевски ги злоупотребуваа како гласачка машинерија за нивните партиски интереси, а за тоа време ги оставија да живеат во нехумани услови, без вода, пат, канализација и струја. За разлика од ваквиот пристап на Маријан Ристевски и ДПМН, градоначалникот Илија Јовановски од првиот ден неуморно работи на подобрување на условите за живот на сите граѓани на општина Прилеп. Во само 12 недели градоначалникот Јовановски успеа да санира голем дел од штетата што претходната власт ја направи за нивното 12 годишно владење. Со домаќинското работење на градоначалникот Јовановски веќе е вратен дел од долгот од 3,5 милиони евра, што го остави Маријан Ристевски, а се работи и на расветлување на начинот на кој што е направен тој долг. Граѓаните на Прилеп допрва ќе дознаат и за сите злоупотреби и криминали што претходната власт ги правела во локалната самоуправа, Старскиот дом, јавните предпријатија и во сите останати институции. Градоначалникот во соработка со владата на Република Македонија обезбеди 2,5 милиони денари за повеќе градежни активности во населбата Три Багреми, со што овие наши сограѓани ќе добијат струја и подобри услови за живот. Како што вети градоначалникот Јовановски, ја отвори општината за сите граѓани и ги вклучи граѓаните во донесување на буџетот и приоритетите на општината преку граѓанскиот парламент. Подготвена и техничката документација и обезбедени се средства за изградба на објектот за дневен центар за децата со церебрална парализа, со што е исполнето уште едно ветување на градоначалникот. Граѓаните конечно имаат прилика да ја видат разликата помеѓу одговорното и домаќинското работење на СДСМ и криминалното и расипничкото владење на ДПМН. Ви благодарам.